Драги мои, здраво! Добре дојдовте во уште едно издание на Слушај ваму и простете ми, ја не инсистирам многу ретко да правам кратки видеа за да бидат популарни и гледани, бидејќи живееме во време каде што свет максимум трае 3 до 10 минути и едноставно капацитетот од што превише земаме не можеме повеќе да абсорбираме, концентрацијата паѓа. Знаете, јас кога бев дете, часовите траеа 45 минути. Потоа ги скратија на 40 минути, а веќе се водат дискусии у светот дека децата не можат да имаат фокус повеќе од 35 минути. Науката веќе докажува дека човештвото, вие, јас, ние сите, максималната фокусираност и посветеност, значи кога имаме некоја тема, кога ни е многу важна, кога учиме, кога ни е нешто од животна важно, максималниот фокус трае 20 минути. Врвните студенти го имаат и по 45 минути 1 сат, но велам врвните. Затоа простите ми, јас сакам да бидам обширен, затоа моите видеа се секогаш над 10 на 15 минути, 10 минути е за мене уесин болт, така што, се разбираме, мислам, што е поентава. Првата тема, денеска која сакам да ја образложам, имам две теми денеска. Првата тема, и воопшто не е наивна, гледам вие што сте за ВМРО, ура, ваму, таму, онака ќе правим. Ја сакам само да ве подсетам, да не бидете наивни и да не бидете премногу сигурни во себе. Не дека не треба, не дека има основа, не дека сте лоши, туку затоа што ќе изгубите фокусот кај ќе дојде следниот удар. Имено, дозволете ми сега да се префрлам на страницата на лидерот на Левица, Апасиев, кој напиша дека вашата разбойничка банда не може да има монопол на историското име ВМРО. Димитар Апасиев ова го напиша и ова е многу сериозно. Но, драги мои, ова не е ништо ново. Не знам, многумина реагирате малку чудно. Може би ја сум несериозен човек, ја јади бурек, слушај ваму, сакам ни за Фрканција слобода на говор, но гледам дека неверојатни работи ви промакнуваат, не ми е јасно. И затоа инсистирам помалку да бидам гледан, ама бар тие што ќе ме гледаат, да можат некаква разлика да направат. Мое да пренесам она што сум акумулирал. Јас сум скоро преку 25 години на телевизија, преку 30 години на радио. Севкупно со се пишување по медиуми имам огромно искуство. Не дека тоа ме прави подобар или попаметен, едноставно, чекај бе, ова не е ништо ново, ова имаше. Имено, Фрчковски гостуваше кај мене, некаде 2006-2007 година, не ме фаќајте за збор, или 8, не знам кога беа првите председателски избори или како идеше тоа. И знам тогаш употребе неколку фрази, забегана власт. Сметаше дека власта на ВМРО ДПМ не е забегана. Викам, шо ти е забегано? А во тоа време беше, нели, како и сега, национални прашања и така натаму, кои за него се дегутантни, освен ЛГБТ прашањата, кои се единствено сериозни, иако светот се менува, он е уште со тој видокруг, со тој светоглед кој едноставно минува, го нема, пропаѓа, промашено е. Знаете, комунизмот кога падна 90-та година со паѓање на Берлинскиот зид, падна све, падна целата идеологија. И сега нешто, некоја реконвалесценција им направи Сорос, поточно демократите, кои и они ја изгубија, но не, како да ви кажам, ова ме потсеќа со СДСМ, со Фрчковски, со Жерновски, со целава нивна идеја,
Се сеќавате ли на оние случаи кога после 20, 30, па и повеќе години ги пронаоѓа војници низ џунглите таму Филипини или Тихи океан, јапонски војници кои мислеле дека војната се уште трае, поима нема. И овој му вика, ја изгубивме. И овој вади ножот одма харакири прво да прави. Абе, ало, полека, светот се смени, не се колеме меѓу себе, имаме разбирање ово. Невозможно е. Не може е ментален склоп. Родене со омраза, задоене со омраза, значи, учипени се, укеширани се, дека се што вие зборите, дека сте македонец, дека сте патриот, дека си ја сакате земјата, дека е тоа лошо и дека тоа ја кочи земјата. Они искрено веруваат во тоа. Згора на тоа плюс што им носи пари, они се преблагодарни, така што мачно ми е што вам ви е ново. Јас се навраќам, ова ми е трета инкарнација за истата тема. Која е главната тема? Ви реков, Апасиев бара укинување на ВМРО од името на ДПМН. Не смееме да... Зошто? До партијата е? Не е до партијата. ВМРО е символ. ВМРО е исто символ како што е името Македонија. Некој го земал, дали е подобар или е полош, се стекнал со тоа право. Да, СДСМ не го наследија комунисти, затоа што како комунистичка партија никој немаше да ги прими, никаде во ниедна институција, па ни во Европа, па ни на Балкан. Останаа социјалдемократија, ама сладко им беше да го земат целиот имот, кредибилитет, целата логистика на комунистичката партија како нивни наследници. ВМРО го користи името на ВМРО ДПМН како десница, како поддржувачи. Ја не сум ВМРО, треба да импровизирам и мене не ме интересира многу. Но што е суштината? Имено, кога го кажуваше ова Фрчковски кај мене во емисија, кога го папаше од председателот Иванов и тоа дебело го изеде. Мислам, кој не го јадал, затоа што Иванов е најдобриот председател на Република Македонија во историјата. Ни Гордана, ни Бранко, ни Киро, ни па овој уште несреќава Пендаровски уште повеќе. Таков интелектуалец не сме имале, нема ни да имаме. Уште јадете бурек за него, ама знаете што, ја ќе имам запис дека сум говорил порано и сега. Имено, да го избришеш името ВМРО ДПМН е само еден процес на една партија, тоа е СДСМ и Сорос, за да се избришат главните елементарни нишки на овој народ. Пазете, секој македонец мора да е ВМРО. Затоа што тоа е внатрешна македонска револуционерна организација. Незините постулати, дали си ти левица, десница, центрица, горница или долница е небитно. Тоа се основните постулати на македонската борба за самостојност. А борбата за самостојност е и името, и јасно, и јазикот, и идентитетот. Ние во овој момент од нас се бара да ги внесеме оние и да прифатиме. Не само внесување, да е суопарно внесување на бугарите во уставот, тоа ќе поминеше одамна, ја ќе ги потпише. Се работи за многу посуптилна, за многу поперфидна работа, а тоа е да се прифати дека македонската нација, како што Ненад Јовановиќ од СДСМ, повторно сега пред неколку дена ма неќам ни да го прикажам, мише ми е дегутантно. Повторно прикажа дека македонската нација постои, македонскиот јазик постои од 45. Ма немој молим те, а дедо ми на кој јазик зборал? А прадедо ми на кој јазик зборал? А Прличев на кој јазик пишувал? Идиот, ретарди. Мислам, такви дебилни тези, но тие се со корист, тие ќе им донесат лукративна корист, затоа што не име гајле за овој народ, за оваа нација, за оваа држава. Ама како може да не му гајле? Така. Ја ви реков и прошлиот пат и сега ќе ви кажам. Две земји на НАТО се подкачија и Кипар го поделија.
Кој вика дека тоа нема да се повтори? Ало, не е тоа пред 15 векови, тоа е за време на НАТО. Две НАТО земји членки, Турција и Грција, завојуваа и си го поделија Кипар. Кој вика дека нема денеска или утре тоа да го направат? И кој ќе го направат? Кој ќе остане? Небитно кој ќе остане. Важно у Европска унија сме. Да видиме до кога ќе им трае. И дали се среќни кипраните. Знаете како се усреќа кипраните? Не од Европска унија. Од тоа што преќутно, за да не се будат национализми, им дозволија да се врзат со руските олигарси. Таму е главниот капитал. На две земји се. У Франција и на Кипар. Од тоа живее Кипар. Од тоа му е главно. И овие вртат глава. Нели требаше бойкот на Русија, нели треба Русија е лоша. Не е тоа само од украинската војна, тоа е со децении наназад. Мислам, толку дволична политика се тера. Единствена кочница во оваа работа за да се загуши македонското, македонизмот, македонската нација, идентитет и јазик, е вам да ви го избришат името, да ви ги стават бугарите, да ви искомпонираат ново бугарски јазик, ново македонски, исто ќе биде. А ново македонски, после ново бугарски, све исто е. Ние ќе бидеме дијалект на бугарскиот јазик. А нема, бидете наивни. И кипраните беа наивни. Нема да има поделба. Па кој ќе ја подели? Ние сме членки на НАТО. Па кој ќе ја подели Македонија? Ме прават будал. Ја само ви кажувам историски факти. Порекнете ми ги овие факти. Порекнете ми ги. И србите беа, ма кој ќе го одвои Косово, нема да го изгубиме Косово. И украинците вика, Крим е наш. И сега кај сме? Дечки, не само што ќе изгубиме идентитет, ќе изгубиме територија. Ќе изгубите територија. Затоа сум убеден дека од овие причини, но и од причини кои длабоко ги чувствувате, дури не мора да сте многу аналитични. Мислам дека длабоко во себе осеќате и чувствувате. Последната инкарнација за бришење на ВМРО ДПМН, и тоа не само името од партијата, ова е сега ново, само името. Значи, они биле лоша партија, ама ВМРО да не настоело, можело ДПМН. 2018 година имаше проектот СДСМ во најголемата ароганција, кога имаа најмногу пари, кога се мислеше дека ќе бидат вечни, никој ништо нема да им може, кога 2020 се го срушија Трамп, кога се свати дека потполно ќе владат и беа убедени дека ќе газат, дека никој ништо нема да им може, излезе проектот кој стигна до мене и тоа е проект на бришење на ВМРО ДПМН. Воопшто, уништување на партијата. Пазете, во Македонија, зошто? Ама од кај може? Може да се случи ако си паметен, интелигентен и паметно работиш. Колку партии исчезна од македонската политичка сцена? Неколку албански се сеќавате кои беа негде крајот на 90-тите, па неколку македонски како МАК или што ти ја знам, едноставно исчезна, ги снема некои либерални и што ти ја знам. Значи партија можеш да ја смениш, да ја избришеш, да исчезне, ако запнеш. Но структурата на ВМРО ДПМН е јака затоа што носи идеја во себе. Вие зборете колку што сакате, ама идејата за национално. Затоа што само преку нив нам ни остана да се браниме како македонци. Дали се совршени ВМРО ДПМН? Апсолутно не се. И ја имам што да ги искритикувам. Ама пошто има доволно кој да ги критикува, ја имам и тоа како да ги бранам. Затоа што ова е, како беше албумот на Идоли, одбрана и последни дани. Немаме друг набедените. Кој? СДСМ ги брани националните идентитетски прашања. Левица ги брани. Кој ги брани? Кажете ми, албанска партија едва и чекаат, бе, сите, до еден.
да исчезнат, затоа што они и сега тврдат дека се они староседелци, дека ние сме дојденци и дека они треба да си ја владат. Но со бугарите ќе се со србите таму, американците ќе ги забомбардираат, ќе се заќутат, грците све се слагаат, само да нема граница помеѓу Србија и Грција и да се заборават двете балкански војни. А балканските војни постојат и беа токму затоа што никој не успеваше да ја завладее и да ја подели Македонија. Македонија не е Кипар, не е остров. И затоа американците многу одамна, и ја тврдам дека се уште постоиме само заради американска поддршка. Не секогаш биле фер спрема нас заради нивните политички одлуки за локалното, но генерално Македонија да обстане како држава и нација, ние сами не сме одржале. Не ни помогнала нам Русија или комунистичката партија на Јосип Броз Тито. Не. Нам не помогна Американската лига на народите и нивните емисари преку Мистон, кои доаѓаа овдека и се трудеа да направат, да помогнат, да го образуваат овој народ, да се свестат, да го препознаат, затоа што, пазете, ние сме имале неписмени луѓе кои знаеле дека националното чувство е основа за преживување. Мистон, погледнете го филмот, тие комити, студенти биле, интелектуалци, од каде им нив тоа чувство? И тоа е тоа кога си задоен со Бога, у црква растен, кога знаеш дека ти е загрозено битисувањето, физичкото битисување, преку тоа што постоиш или не постоиш, со бришење име, со измена на името, со измена на националното, со измена на јазикот, на културата, те бришат бе, не постоиш бе, thank you and fuck you. Со кого си имаме работа? Тој проект на СДСМ 2018-2020 не успеа. И тоа не го правеа они директно. Имаше едни протестирам, не протестирам, не знам, ваква партија, прва, втора, трета, све некои ситни квази-патриотски партии кои беа свртени против ВМРО ДПМН. Не директен конфликт, финансирани и кеширани од Сорос, од USAID, од СДСМ, за да се уништи ВМРО ДПМН. И не го уништи. Ние уште истата реторика, не знам, ние излеговме на протести за името, вие не излеговте, а името ќе го спаси. Ништо немаше да спасите. Газот не можете, гаќите да си ги спасите. Тоа беше таква ујдурма невидени. Затоа и денеска, погледнете малце да описменете се, пуштете во Конгресот како се збори, колку милиони, колку тешки милиони се фрлени за една таква медиумска, политичка, полициска, удбашка пропаганда за да се смени името, за да се направи новиот попис. Колку сега портали со разни джипчиња се возикаат натамо унавамо. Пазете, ВМРО ДПМН е на власт година дена. Овие имаат поише пари него јас што у живот сум имал. Мои колеги кои се у опозиција. Од каде ви? Тоа е толку украдено. 6 милиарди се украдени за 7 години. Македонија беше 500 милиона задолжена. Македонија е сега околу 3-4 милиарди задолжена кога дојде ВМРО на власт. Без милиардата без парите од Обединето кралство и од Унгарија, зборам. Па барем на таа пара да ги вложеа, ќе се креневме. А овие Иваниве наши што ги сметаме за будали, решиле да не крадат и се што пара им доаѓа да градат во патишта, во инфраструктура, ова, она. И сега што им останува на другиве? Да лајат. Имало дивоградби, името, сега името човече. Ова е класична политичка пропаганда и кампања, свртена не само да се добијат изборите нема да се добијат, затоа што не можат да се добијат, затоа што она што го правеа градоначалниците на ВМРО ДПМН ја поставија основата ВМРО така силно и јако да ги сруши овие од власт. Иако морам да признам, па им беше лесно затоа што власта уопште не се трудеше да направи нешто добро, па гласачите малци и да се думаат. А тек сега, затоа и прошлиот пат ви реков, Орце Георгиевски, џабе не трошите пари, дајте му само
писанието, пусулчето, чагата, крунисајте го за градоначалник и не си трошите пари и време. Затоа што, не знам, али, еве, добро, демократија е сега, Јанко, не јади бурек и така натаму. Да, во право сте. Ајде да отидеме да ја видиме таа демократија. Нашите граѓани на овие локални избори ќе го казнат ВМРО-ДПМН. Ја прв пат ја гледам господјава, искрено да ви кажам, немам mnogo збор што да кажам за незе. Зошто? Појма немам која. Врска немам ни која, ни што е, ни од каде. Ама кога ги видов овие двајца, дека они сега локални избори ќе ни туркаат идеологијата, Фрчковски и Жерновски, чи дедо ги пречека бугарите кога влегоа во Скопје, како кмет, па дајте, ве мола. Стварно мислам дека е дегутантно. Знаете што, имав уште неколку концепта што сакав да ги направам, ама, еве ќе ви кажам, ја надеж не губам во Македонија, во македонскиот народ. За жал, македонците ги има насекаде, или за моја радост, како сакате, но, да ви кажам една клучна работа. Знаете, ова ми е, ја најчесто не го правам ова за гледачите кои се определени за оваа власт, туку за оние кои се спротивни. Знам дека вам ништо, тоа ви е дегутантно, вие сте напредни, вие гледате пол на кучето да му смените и на детето собствено, бидејќи тоа е прогрес, тоа е Европа, така натаму, и уште не им е јасно дека таа идеологија пропадна, како што пропадна комунизмот и социјализмот 91 година, кога се сруши Берлинскиот зид. И немој да ми зборите дека социјализмот е подобра работа, бидејќи кога се сруши зидот, од каде на каде бега? Не, озбилно ве прашувам, од каде на каде? Дали од источна кон западна Германија или од западна кон источна? Не, нема концепти. Концептот е многу јасен и тоа е тоа. А, драги мои, сосема за крај и за да се разделам од вас, само едно видео од Егејска Македонија, таму веќе започна и линденските празнувања. Не ми е јасно зошто ние не можеме, зошто уште сме со Желјко, Цеца, Цица, Пица и со разноразни. Ја немам проблем да сме отворени и за српски певајки и така натаму. Идете спомнете им ги на нашите македонци во Егејска Македонија. А дали се музички писмени? Па погледнете го нивниот број и погледнете што пеат, што се радуваат и тоа не им е седно на грците кога го гледаат ова. Воопшто не им е седно. И да ви кажам, драги мои, грците пиздат заради ова. Јас се извинувам заради мојот француски, ама знаете какви нервозни статуси по социјални мрежи. Зошто им се дозвола? Ова било национализам, ова било. Епа, сори дечки, Европа, Шо да правиме сега? Знаете, ако вие ја загубите Македонија, таа ќе живее. Може би Канада, Америка, Грција, каму бе вака и во Бугарија. Океј, ќе биде добро. Мора да биде добро, затоа што не само народот, не и ВМРО. Господ е со овој народ. На сета мака и се ова што преживуваме,
Па како успеавме да обстанеме освен ако нема Божја интервенција? Немам друго што да кажам. Поздрав од мене и не се извинувам што сум обширен и долг.